Денес сум во посета на општина Василево и општина Струмица. Тука дојдов на лице место да се уверам, да видам кои потреби ги имаат граѓаните, какви штети се направени од страна на поројните дождови кои го зафатија овој регион пред неколку денови. Од околу 520.000 хектари земјоделско земјиште, околу 2 до 3% се поплавени. За жал тука штетите се најголеми. Затоа директно дојдов во Муртино, бидејќи знам дека штетите на земјоделците се најголеми тука во Муртино. Покрај тоа, денес имав можност заедно со пратеникот, заедно со останати локални функционери, да ги посетам и домовите на оштетени граѓани. Сакам да ги уверам дека владата ќе стои зад нив, имат партнер со кој ќе разговарат, имат рамо на кој може да се потпрат и во добро и во лошо. Тука сме да им помогнеме на луѓето. И мојата посета на некој начин е и порака дека ние како влада стоиме за тоа и ќе помогнеме. Впрочем, затоа бе и тука и вице-премиерот Пешевски пред 2 дена и министерот Јанакиевски. Владата е запознаена детално со се она што значи последица од невремето кое се случи во овој дел на Република Македонија, и во рамките на законот, во рамките на она што се можности, владата ќе помогне што е можно побрзо да се санираат овие работи. Многу битно е во овој момент локалните комисиите од локалната самоуправа правилно да ги утврдат штетите и што е можно побрзо тие материјали да стигнат до централната власт, до владата, за да можеме брзо да одлучиме и да можеме да им помогнеме на луѓето. На некој начин имаме отворена седница на влада, неколку дена поред се расправа за проблемите во однос на невремето. Имаме јасни заклучоци до општините кои беа опфатени со невремето дека треба да достават детални извештаи на штети, и во наредниот период преку програмата за рурален развој ќе им помогнеме на сите оние општини да ги санираат мостовите, да ги санираат локалните патишта кои им се оштетени, локалните водоводи. Се она што може да се помогне преку таа програма за рурален развој на руралните краишта ќе им помогнеме. Во секој случај не е само таа програма преку која ќе помагаме, има и други инструменти каде што владата ќе помогне во санација на последиците од невремето. Кај земјоделците постои страв во тоа колку ќе биде надоместена штетата со оглед на тоа дека станува збор на вистина за голема настаната штета. Па добро, јас верувам дека штетите се големи, но за да знаеме колку се големи треба да се направат навистина реални проценки, за да можеме да рачунаме која е таа сума со која што треба на некој начин да се помогне. Јас уште еднаш кажав дека прво битно е сега да се утврди вистинската штета, да се утврди сумата на таа штета, и понатамо ќе преку двете програми кои ги имаме во рамките на нашето министерство, преку програмата за директна финансиска поддршка и програмата за рурален развој, ќе помогнеме на земјоделците. Впрочем, земјоделците знаат дека имат вистински партнер во Министерството за земјоделие и во владата за разговор. Како што сме им помагали во последните 6 години, така и понатамо ова влада на ВМРО ДПМН и нашето министерство ќе бидат вистински партнер на земјоделците. Ќе помогнеме и овој пат. И уште еден страв исто така кај граѓаните, воедно кај земјоделците кои што најмногу ги осети овие поројни дождови. Што да се направи за да не се повтори ова? Во секој случај потребна ќе биде детална анализа да видиме зошто до вакви работи доаѓа. Прво, нормално, често пати зборуваме за глобалното затоплување и несакани последици и ефекти кои се јавуваат заради глобалното затоплување. Тоа ќе значи дека несомнено во наредниот период ќе може да очекуваме и екстремно високи температури и несакани вакви последици, врнежи и така натаму, и ќе мора да се прилагодиме. Еден од можните одговори што треба да се направи за да не се повторат овие работи, несомнено треба да се види редовно чистење на реките, на каналите, правилно функционирање и исправност на браните во Република Македонија, но уште еднаш сакам да повторам, и земјоделците треба конечно да сватат дека треба да ги осигуруваат нивните посеви, затоа што земјоделието е фабрика на отворено. Не знаеме што може да не очекува. Може на ден пред берба да се случат вакви несакани работи, и во еден момент, во еден час
залуден да стане трудот на земјоделците. Затоа апелирам да ги осигуруваат нивните посеви. Ние како министерство и како држава вложуваме многу во тоа. 60% од целокупната премија од трошоците за осигурување ги покриваме ние како министерство. Тоа ни една држава од регионот не го прави. Ги повикувам земјоделците тоа да го практикуваат. Сакам да кажам дека има одреден напредок, како 2008 година околу 3,5 милиони денари на некој начин кофинансиравме за осигурувањето. Веќе во 2011 година веќе стигнавме до сума од 21 милион денари, а за ова година во програмата за рурален развој имаме 35 милиони денари кои се наменети точно за помош на земјоделците да го осигурат својот род. Седницата на влада, каде што разговаравме за последиците од поплавите, беше исто така договорено преку Министерството за здравство, преку Центарот за јавно здравје, сите ресурси да ги вклучиме се со цел да се испита квалитетот на водата и да видиме дали на некој начин можеме да помогнеме со одредена дезинфекција на сите оние терени кои беа зафатени со поплави, и од овие денови, од утре, веќе се стартува во одредени краишта. Значи тоа не може таа акција да се спроведи наеднаш на цело подрачје на Струмица, Дабилје, Муртино, Василево, но веќе од утре стартуваме и во наредните денови, значи очекуваме правилно да биде медицински истретирано ова подрачје.